Во манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓија во село Туденце содржа божествена литургија по повод празникот Свети Ѓорѓија. Ова е прва литургија во возобновениот храм, откако ова духовно светилиште пред околу една година беше осветено. Со литургијата чинно начествуваше митрополитот на Тетовско-гостиварската епархија господин Јосиф. Дојдовме овде во подножието на разарените планини на планината Жеден, во овој негов прекрасен возобновен манастир, кој по милоста Божја пред скоро една година го осветивме за радост на жителите на Туденце и на целиот народ на Полошката котлина. И ете не денес, токму на Ѓурѓовден, повторно тука во Долни Полог, дојдовме со сите вас заедно да ја продолжиме далечната традиција на нашите предци и од ова свето место да ги упатиме своите просителни молби преку нашиот застапник Светиот Ѓорѓи Победоносец кон Шевишниот Господ Бог. Драги браќа и сестри, Светиот Ѓорѓи Победоносец потекнува од семејство на богати и побожни родители. Се родил во Кападокија, набрзо по неговото раѓање неговиот татко пострадал за Христа, а мајка му се преселила во Палестина. Кога пораснал младиот Ѓорѓи, отишол во војска и во својата 12-та година се стекнал со чинот трибун и како таков служил при царот Диоклицијан. Кога овој цар започнал страшно гонење на христијаните, Светиот Ѓорѓи истапил пред него и одважно исповедал дека е христијанин. Царот го фрлил во затвор, па наредил нозете да му ги стават на клади, а на градите му положил тежок камен. Потоа наредил и го врзале на тркало, по кој имало штици со големи клинци и така го вртеле додека врз целото тело не му било направено голема рана. Пова го закопале во ров, така што надвор од земјата му била само главата и го оставиле во ровот 3 дни и 3 ноќи. Потоа со помош на некој маѓепсник му дале да испие смртоносен отров. Но при сите овие маки, Светиот Ѓорѓи не престано го молил Бога и Бог веднаш го исцелувал на големо одушевување на народот. Го спасувал маченикот од смртта. Манастирската црква Свети Ѓорѓија беше возобновена од пред повеќе од 2 години. Црковниот одбор од село Туденце со сопствени средства и со помош од дијаспората започна да ги гради пропратните објекти и успеа целосно да го изгради овој величествен храм, каде денеска на празнувањето на Свети Ѓорѓија присуствуваа голем број верници. Овој денешен ден е прв по осветувањето на манастирот, прва литургија, така да и владиката Јосиф не испочитува и дојде на служба тука. Како што гледате, има доста народ и тој народ ќе биде пречекан со братосестринска трпеза, а воедно имамо и културно-уметничко друштво за да биде збогатена оваа забава. Јас сум Спасовски Мирослав, член на црковниот одбор село Туденце, манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓија Победоносец. Денес е Ѓурѓовден, православен празник. Тоа што ни го возможи нашиот сограѓанин од ова село и селеник во Соединетите Американски држави Стоислав Димовски со негови лични средства, како и во минатото нашите иселеници во Соединетите Американски држави многу допринесеа за овој манастир да се изгради и да биде традиција понатаму. Од црковниот одбор велат дека тука не застануваат, за понатака најавуваат нови градежни активности во манастирскиот комплекс. Како што гледате, тука има фонтана, има камбанерија, манастирот е скоро целосно изграден, а во иднина планираме да направиме да се огради колку што може, тоа колку што дава можностите. Сакаме капија да направиме воедно, али тоа во иднина се планира, а кога ќе биде, така да доста средства за тоа треба, па ќе видиме во иднина што ќе биде.
Манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓија се наоѓа на планината Жеден над село Туденце. Се работи за манастирска трохонхална црква која според некои податоци, базирани на научни истражувања, најверојатно потекнува од 4 до 6 век и е најстара од ваков вид во Македонија. Старите темели на црквата се пронајдени уште во 2004 година, откако на еден постар жител на селото му се јавил светецот Свети Ѓорѓи и му наредил на местото викано црквиште да изградат храм посветен на неговото име. Оттогаш започна иницијативата за изградба на храмот. Тој има 2 влеза, а на северната страна од објектот има пронајдено и крстилница. Целиот објект е со површина од околу 130 метри квадратни. Инаку досега државата не одвоила никакви средства за изградба на овој храм, кој се претпоставува дека е најстар во Македонија од ваков вид.